Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. 3.5.2023 година, а 3.5 е денот кога е роден Киро Глигоров, првиот председател на самостојна Република Македонија. Сега, поинаку се вика, ама самостојна која беше Република Македонија, ние уште така си ја викаме. Да. Значи, Киро Глигоров бил бик у хороскоп, уствари. А што е битно тоа? Па битно е тоа, знаеш. Трамп е близнак си како мене, па. Не, и Трамп е бик. Не е близнак е. Не бе. Ајде провери, ајде. Доналд Трамп. А што е битен хороскоп за лидер? Мислам, не ми е јасно, знаеш. Или немаш тема утринава, знаеш. Зодијак, всяки. Немаш тема утринава, па тргнавме со хороскоп, мислам да сите. Да би, ој бил близнаци. Па што? Мене близнаци, генерално сестра ми близнаци ме нервираат. Еве, ја секој утро. Па добро и ти ме нервираш. Секој утро. Ај, Трамп ме нервираше кога беше председател, така со. Да. Секој утро. Да беше као мене риби, може ке беше по-креативна држава. Ти вака, нели? Да, се шегуваме нормално. Нека почива во мир нашиот председател, човекот кон кој оваа држава секогаш ќе има почит. Почит и долг. Долг нема, значи види, јас сум бил политичар на оваа држава, ние должиме на државата, не таа нас. Добро сега. Значи те молам. Кога ќе ја створиш, ти должи. Не ја створилам. Створена на крвта на македонските партизани, претходно на македонските комити, и створена не е од еден човек, туку створена од сите кои што во тој момент работеа Македонија да биде и независна и така натаму. Така што, знаеш, да не припишуваме работи кои што не се за припишување, ако можем така да кажем. Тој беше прв, факт е тоа, благодарни сме му и тоа е тоа. Ама да не правиме, како се вика тоа. Гледам, Христијан Мицковски бил вага во хороскоп, исто као Путин, ова мора да е руско влијание. Пошто еве, се обидуваат да најдат глупости овие од, нели, што добиваат грантови за таа работа, за некакво руско влијание, нека почнат у хороскоп да го барат. Овие што добиваат грантови за... Да. Абе, гледам, давале пари бе да ни промовираат емисии по... Да бе, Џабирчо бе. Џабир ли тоа? Џабирчо не. Ако. Добро дека. И ние ајде да видиме, гледаш тоа. Ние, тоа што Џабир нас не ја линкува емисијата и ни ги зголемува гледа. Благодарни сме, така? Да, не само што сме му благодарни, туку ние тоа, дури неговите донатори со тоа гледаме дека како наши донатори ги гледаме. Пошто не промовираат, ме разбираш? Добре, ја. Значи, ние сме толку воспитани што на доброто враќаме со добро. Да. И оние кои го плаќаат Џабир Дерала за оние глупости за нас да ги пишува и со тоа да не промовира и да фрла илјадници евра на Facebook спонзор за нас, значи за видео во кој нешто тамо, ние тоа го гледаме како промоција и им благодариме на кои се тамо, шведска амбасада, швајцарска амбасада, ваква амбасада, онаква амбасада, сите што го плаќаат. Војводство Луксембург, виде. Особено сме благодарни на војводството, нели, Луксембург, ни од војводството Радио Лидер, за оваа промоција платена од нивна... Ние сме овде република, немој така. Негуваме републикански традиции тука. Тоа вие сте република која го нема војводат. Но види, ова е интересна работа дека дојдовме до таму да ова интересен статус не промовираат, не рекламираат медиуми кои што се гледаш поддржани од меѓународните фактори, што е една голема работа. Се разбира, тоа не го менува фактот дека Џабир нема факултет. Така? Да, Џабир уште нема завршено факултет. Му пожелјаваме тоа да се среди. Да, има сега опции, нели, има и приватни универзитети и така натаму. Ајде сега да одиме. За секој што сака да учи, има како се вика, има начин да учи. Сега, почитувани слушатели, почитувани донатори на Џабир Дерала, почитуван македонски народе. Во последната една година, откако трае Еспресо со Златев и Боцевски, значи, сега ќе ви презентирам статистики, ако може. Број на гледачи
кои ја гледале нашата емисија само на YouTube. Оние од фреквенција не ги рачунаме тука. Добро. Оние на Facebook не ги рачунаме тука, и на Facebook бројките се извонредни во последно време. На YouTube неверојатни 500.555 гледачи кои поминале неверојатни 123.000 сати на нашиот YouTube канал. Зашто сме бескрајно благодарни, нормално. Зашто сме бесплатно бескрајно благодарни, тоа благодарни, е да. голема, ние го почитуваме, за нас е тоа голема работа. Апсолутно. Сега имаме малце проблем со аудиенсот, малце ни се како се вика тоа, постара со публиката, популацијата. Добро, да. верете, да. Но вкупно од кога постои Еспресо Златев и Боцевски, има 1.100.000 прегледи, 202.000 сати watch time. Што повеќе од ова? Ова значи дека При тоа, од 2 сето ова, милиони да, граѓани на Македонија, значи од 2 милиони граѓани на Македонија, македонски колку говорат во држава Добро да, тука и диаспората не ја заборавај. Да, сосед диаспора, 1,1 милион е одлична цифра. Аверич овие 1,1 милион на секоја емисија дневно нели имаат по 15, 16, При тоа 18 мислам дека минути. при тоа мора да истакнеме дека се тоа е направено без денар помош од било кој домашни или странски владини пари. Да, ова све е приватен капитал. Да, се е благодарение Да. на приватен капитал и ова го прави една многу мала и прекрасна редакција овде, која што едноставно има една и ние имаме една доблес во однос на останатите, стануваме малку порано. Кој успеваме да го направиме тоа? Не, стануваме. Ивица, ние имаме една Јас станувам. една предност во однос на другите, Ивица станува порано. Добро. Сега, одиме понатаму. Сега, одиме По понатаму. Џабир Дерала, почитувани слушатели, Да. ќе ги има овие бројки, значи, ќе ги имаме ние, слободно нека ни ги извади. А овие бројки Џабир Дерала ги нема од една единствена работа, што не може да очекувате професионализам, Ивица, од човек кој Нема факултет. нема факултет. Да. Сега ние само Не, чекај, не. Ама при тоа мора да кажеме, чекај сега една работа, тука мораме една ограда. И тоа голема ограда. Значи во Македонија новинарството е направено меѓу другото и на плеќите на прекрасни луѓе кои што влегле во новинарството по завршено средно образование. Тие биле многу писмени луѓе, тие биле многу како да му речеме тоа, помагај. Тие биле многу широки во своите гледишта, луѓе кои се надоградувале со надпревар околу пишаниот збор, надпревар кој повеќе книги ќе прочита, надпревар кој на повеќе настани ќе присуства, кој повеќе ќе вложува во себе да биде подобар, луѓе кои што не можеле да завршат факултет не заради друго, туку затоа што се бореле за екзистенција, се бореле за своите семејства, за разлика од овие беслаци кои што ги имаме сега на други луѓе кои што не може да завршат факултет зашто немаат интелектуална способност и немаат трпение, немаат воспитание, себе си да се програмираат, да седнат и да завршат еве 40 на книги да ги прочитат на еден начин. сега, например, Бидете сигурни дека пак речем, луѓето кои што го градеа македонското новинарство од почетокот на како се вика тоа, од почетокот на независноста на оваа земја па навака беа прекрасни луѓе кои што не може да ги споредуваме со овие кои што во 21 век со сите погодности на животот кои што ги имаат не се способни, Љупчо, да завршат факултет. така. Јамо Макар 3 годишни студии кои што се нема. Зборев со лордовето, значи нема проблем, ќе му даеме и стипендија на Џабир Дерала на мојот факултет да отиде. И тој еден испит ќе му го признаат некако кредити, ќе му го префрлат. Тој, ама не може тоа одбрана и заштита, не може во Англија тоа.
никад не постоело на факултет. Не, има ли они некои идеолошки предмети? Не, и они се, знаеш. Немој да мислиш дека на Западот немало идеолошки предмети, на крајот на криштата. Ама до 70, знаеш. Па сигурно. Еве се, уствари ја полагам се еден идеолошки предмет, се вика Sustainable and Responsible Business. Да, ова са овие новите волк капитализм. Значи, не знам како да ти кажам, али добре е. Волк капитализм. Ај малце да прошириме сега, еве ние сме читали други книги, Липчо, да искоментираме еден малце глобален настан. Не знам дали забележа дека во однос на население и официјално на сите статистики имаме нова најнаселена земја во светот, тоа е Индија. Да се живи и здрави. Да се живи и здрави. Мене, меѓутоа, чеке се, истовремено имаше уште една... А до сега која беше Кина? Кина, да. Сега Индија и уште малце ќе продолжи овој раст, значи ќе направи еден отклон, но има една друга голема вест, тоа е дека официјално годинава во однос на бруто домашниот производ Индија се врати на местото кое што го имаше пред 200 години, односно е побогата од Велика Британија. Која што беше пер капита не е, така. Ке стигне и таму, затоа што тогаш кога е направено развивањето, и пер капита биле. Значи тука да не се сумневаме, знаеш онака. Значи фактот дека Британија толку брзо станала глобална економска сила се темели на многу работи, меѓутоа на една највеќе. Таа една највеќе се вика Индија. Но сега види да бидеме вака искрени, сега остров од 67,3 милиони жители, што е нели United Kingdom, нормално е дека кога ќе споредиш со ова колку милиарда, колку има сега у Индија у моментов. Милиарда и 400 милиони. И 400 милиони, тука се 67 милиони. Да. Сега види, и сега ги стигнали у БДП, да, има поише, окей, но бројкава е фрапантна. Ке ги стигнат и прекапите заради тоа што станува збор за една. Ај се да видиме кои се нивните предности. Зашто често забораваме да дискутираме, подемот на Кина ги засени многу сите и условно кажано овој тивок подем на Индија беше ставен во втор план, да видиме што е тоа што можеби 21. век наместо пак синика ќе го претвори во пак синдика, односно дека Индија може ке стапи на пиедесталот на врвна светска сила. Не види, ја еве сега гледам по една друга работа. Ајде да видиме. Погледнете ги сите големи истражувачки центри на Западот. Добро. И видите кој раководи со нив, во најголем дел од случаите ќе видите дека станува збор за индиец. Па токму тоа само сакам да го потврдам. Значи, ајде да видиме прво неколку работи кои што Индија ги има направено од незината независност. Прво наука. Прво види, неколку работи. Прво да тргнеме од 1948 година, значи Кина ке слави 75 години, 47, 76 години ке слави заедно со Пакистан, нели? Прво една работа што има искоренето. Кина го има искоренето гладот како независна земја. Второ. Кина мислиш? Пардон, Индија. Индија. Го има искоренето гладот. Може би ке мислите дека, пазете, тоа не е направено во основа на донации, него во основа на една работа која што се вика зелена револуција. Односно, напредокот во земјоделието во огромен дел придонесува кон тоа и Индија да биде способна себе си да се прехрани. Тоа е едно. Второ, во однос на здравствената заштита, кинескиот животен стандард е дуплиран. Животен век, е дуплиран, па дури и повеќе зголемен во однос на периодот кога е британска колонија, што кажува дека таму здравствената заштита има направено некој голем чекор. Понатаму одиме. Во однос на разноликост, ако мислите дека Европа е разнолика, само погледнете јазичната разноликост на Индија и религиозната разноликост на Индија. Нема споредба. Значи тоа таму повеќе може да се нарече дека една цивилизација која што нарекуваме држава, отколку дека е една држава пресе. Друго, знаеш ли која е нивната јазична политика, Липчо? Мораат да го учат својот јазик, мајчин, ако се нуди, нели, во образованието, мајчиниот јазик, англиски, хинду и, ова е интересно, и барем уште еден од признатите
официјални јазици. Мислам дека ги има 27. И на овој начин се прави една интеграција. Сега овдека немаме многу ориенталисти од тој индолози. При еден разговор ми објаснуваше еден човек таму која е разликата, кој јазик со кој е сличен и така натаму. Не можам сега тоа да го кажам. Во однос на образованието ќе ти кажам еден факт кој што е многу интересен. Нема да веруваш, но најкомпетитивното универзитет во светот се наоѓа во Индија. И ќе ја раскажем историјата. Значи, кој има основано Нехру на почетокот на Индијската независност, се вика Индискиот институт за технологија. Составен од 7 кампуси во Индија. Секој од овие 7 кампуси е врзан со еден голем универзитет, не само на западот, туку и од поранешниот Советски сојуз, кој што исто така имаше врвно образование и има и ден денес Русија. И Индискиот институт за технологија произведува инженери. Тоа е тоа. Секоја година прима 2000 души, не повеќе. До ден денес испитот, приемниот испит на Индискиот институт за технологија не бил провален, како што тоа нели се според легендите и според доказите се случува во Македонија со провалување на овие приемни испити. Благодарение на тоа, овие децата, не се деца, студентите кои што ќе завршат на Индискиот институт за технологија се меѓу најпосакуваните работници и на истокот и на западот и во самата Индија. И дури се зборува дека половината од нив завршуваат пред се во Соединените американски држави, кои што и се вложуваат во оние чуда кои што гледам во Силиконската долина. Но, нели, но запирка. Замисли ги овие што остануваат во Индија. Еве сега ќе ви кажам. Значи, подемот. Ја те за тие воеднина што остануваат не знам што прават, но тие у Америка што остануваат, сега ќе ви кажам. Значи, јас случајно нешто, кога се интересирав за факултет странство така натаму, ги разгледав департманите на сите врвни светски универзитети. Можам да ви кажам дека MIT, Харвард, Yale, Brown, University of Texas at Austin, Caltech, кој е втор универзитет у свет, иначе, California Institute for Technology и така натаму. Се што гледаш професор по технологија, раководител на сектор и така натаму, 80% се индици. Не 20. Не 5. Сега тука не еден, 80. Нема да веруваш, значи, околу 5 до 10% се па турци. Знаеш зашто? Затоа што неверојатно Турција има страшен, феноменален математички курикулум. И на тоа треба да додеш, ако ги додеш уште русите и израелците, толку е. Отприлика. Не, добро, има чат-пат. По нека американец. Али не, ама види по тоа. Не е чат-пат, не е чат-пат како чат-пат. Не, има многу. Да. Но тој интегративен карактер на Западот по многу ми се допаѓа. Тој интегративен карактер ми се допаѓа што ги препознава и ги зема талентите. Ние во Македонија не успеавме тоа да го направиме. Ама од друга страна види ги препознава и ги зема. Немој да мислиш па дека овие што растат дека не го прават исто. Ама немој бе, Ивица, сега вака да ти обяснам. Кај нас ние на факултет не може да вработиме човек што не е братучет бе на професорите. Ама глеса, значи што не е крвно сродство со некој таму. Значи да не имаме ни една лоша национална карактеристика да подценуваме, знаеш. Институција која што над 70 години нема пробиено приемен испит и која што произведува вакви луѓе. Прво види која градал. Замисли која градал. А вакво. Внукот на тој што ја направи таа институција, направи нова институција. Се вика 3IT или IIT, Индиски институт за информативни технологии. Раджив Ганди го направи, Нехру го направи ова, са Раджив Ганди го направи. И тоа е врвно, како ти кажам. Инфосис. Инфосис е интересна работа. Зет му знаеш што е на Инфосис. Но најголемата софтверска компанија во светот. Премиер на Велика Британија. Нели? Да. А меѓутоа каде е оваа компанија на дедово? Во Индија. Во Индија. Кој работи таму? Индици работат. Да. И друга една работа забораваш. Збориш за интегративната моќ на Западот. Меѓутоа, нема да веруваш, овие универзитети од Индија се посакувани за луѓе од Африка и луѓе од третиот свет кои што таму на кој јазик студираат? На англиски јазик, нели?
и стануваат глобално компетитивни, но дел од нив нормално си остануваат и таму си ја продолжуваат својата кариера. Понатаму, една друга предност на Индија во однос на Кина, во делот на правниот систем на Индија целосно компатибилен со правниот систем на Соединетите американски држави и Европската унија, што ними му возможува влез во некои индустрии кои што бара заштита на патентните права. Значи, ова зашто го кажуваме? Ова го кажуваме само за да подцртаме дека светот да не станавме меѓу време платеници на Индија, ние не како бе само членови. не, и види, Затоа што ајде сега да видиме, сите... чекај сега, да видиме сега која е лошата страна. Лошата страна е што се уште бавно одумира оној кастински систем кај нив. Уште зуби на улица се вадат. Бе, види сега. Добро, не претерувај сега. Со тука, значи, првата работа таа нееднаквост, вградена нееднаквост. Врзана со тој кастински систем, што е, значи, одумира, не дека не одумира, меѓутоа бавно одумира. Втора работа која што нам не ни е јасна, кај нас одумрела пред 2 генерации, оние договорени бракови, овако. Ќе ти кажам еден пример, ја дека студирав во Америка, имавме запознав 2 индиски пара. И нормално, како странци се дружиш, они те викаат. Меѓу другото, научив благодарение на нив што е крикет. Ја појма нема во животот што е таа работа. И првиот пат кога гледав, само те насмеа, прв пат гледаме крикет и таман мислев дека ги сконтав правилата. Туку влегов едно чудно возило на теренот и одеднашка сите се опуштаат што гледаат. Што е бе работа, вика? Вика, ова е пауза за пиење чај. У крикет и тоа го има. Игра трае 5 дена, ако врне 5-тиот ден нерешено е, мислам, такво нешто е, не е битно. Добре. Овие го обожаваат, тоа е таму национален спорт. И пази се, имаше 2 пара. Едниот пар беа договорен брак од деца. Вториот брак беа девојчето беше од жена е сега со деца се од повисока каста од пониска каста. Избегале во Америка да се земат. А овие што беа и се интересни беа, овие што беа од љубов брак, ја мислам дека немаше средба кај што ние се собиравме како друштво без они да се искараат до летање, тањери, разводи, закани и такви работи. Еве ги уште се у брак, деца имаат све окей. А ја похармоничен брак од овој договорени, ја не се сеќам едниот кон другиот лошо да се погледне. И тие се у брак, и тие тераат супер, уште се дружат таму. Сакам да ти кажам, види, мене ми го сменија погледот на тоа како тоа изгледа, знаеш. Таа култура не ја разбираме, знаеш. Ивица, извини што ќе ти го преземам муабетот, како држава со многу стари ергени, ние може треба да размислиме за овој системов со договорени бракови. Гледам дека Дедо Петар почнал да работи на таа работа. Како организирал тури стари ергени да ги носи во Русија. И како иде тоа? Он така ги сближувал двете и најде се баш во Русија, таму кај војна што има, да не ги жени ергените. Да ги регрутираат, да ги регрутираат, да, може ова да е нешто на вистина така мучки изведено. Што се вика, одиме со краток блок на реклами, по кои се враќаме со македонските теми, почитувани слушатели. Индија ја оправиме, а у Македонија уште нема индиски платеници за разлика од нели. Овие други семи, ние не да се понудиме, ама да се знае кој прв кажа убав збор за Индија. Не само тоа, сега ги председаваат со Г20, секоја чест за нив. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Утрово сме исто без гостин. 2 дена поредно. За утре најавуваме нешто интересно со Ивица. Ивица, еди како е една увертира. Ајде. На социјалните мрежи се врти едно видео како татко на загинат борец од војната во 2001 година од албанска страна го брка Али Ахмети од гробот на неговиот син, каде што Али Ахмети носеше нели цвеќиња на загинатите. Не го знаеме контекстот нели кој е, но суштината која денес ја гледаме е дека веројатно кај албанскиот политички блок, односно кај албанците веќе станува онаа девиза: ние гиневме за вие да станете милионери. Погледнете ги денес
за какви пари станува збор, кога зборуваме за овие скандали на Артан Груби, на Дуи и така натаму. Посебно он гинеше. Кој не се појави во војната, да. Прво, не знам дали можел со години. А оние чии деца загинаа се на работна екзистенција. Па дури онаа која јас понекогаш неправедно ја нарекувам албанизација на институциите, која во суштина е дуизација, но дури и дуизацијата што некој што работи портир во болница за 25.000 денари плата, достоинствено живее во држава. Ќе ги земи тие, нели, што државно работат. Така што се надевам барем дека има своевидно будење кај албанците во Македонија. Во однос на улогата на Али Ахмети во загрозувањето на нивниот живот. Да не ангажира Али Ахмети мене и тебе како политички консултанти, сега знаеш ли што би му бил првиот совет кој што би им го дале? Што? Да се пензионира веднаш. И да направи една невладена организација За помош. за што и да е, нели? Меѓутоа да се пензионира од активна политика веднаш. Веднаш. Зошто? Да не го потроши тој кредит што го имаше, што беше створен како, нели, он важеше за некој своевиден победник, нели, на врз македонците од 2001 година. Таква е перцепцијата. И не е само перцепција. На кој гледаме резултатите, така изгледа целата работа. Меѓутоа, онако сака да го сочува тој ореол, би он бил најдобро да се повлече од активна политика. Скроз да се повлече. Сега, нормално нема да го стори тоа. Меѓутоа, натака иде работава. Втора работа што пречи е што мене ми е јасно дека неговата проценка е дека вакво нешто нема повторно да се случи. Мислам на ваква ситуација каде што ќе има еден коалиционен партнер, условно кажано од доминантниот етникум во Македонија, кој што нема да сака да се брани државноста. И нормално тој се обидува да зграби колку што може повеќе, затоа што дуи една клиентелистичка партија, меѓутоа мислам дека малку и страв ги фаќа затоа што се свесни дека ова не е одржливо. Значи не може партија која што има едва 10 пратеници да има половина од власта во Македонија. Да. Значи од 10 до 61 разлика е 51. Но знаеш како е? Сега, крикот на еден татко, чиј син загинал верувајќи во некаков идеал. Независно дали е вие како македонци може да го видите и да го препознаете тој идеал, почитувани слушатели. Но чим некој отишол да умре негде, умрел поради некаков идеал. И сега на плеките на тој идеал, наместо работа за надминување на етничките тензии, надминување на сето тоа, некој всушност на крај тој идеал го претворил во пари, односно во тоа тој да стане милионер заедно со своето обкружување. Крикот на овој татко е целосно разбирлив. Согласам со тебе. Исторено гледам кај Вејце таму пак искршиле тие спомениците, тоа се истева екипа што е на Али Ахмети и види, еве, за него е било најдобро сега да се повлече и да работи буквално на тоа што го кажа. На помирување, расчистување на работите околу 2001 година, на наоѓање заеднички точки за меѓуетничка соработка и така натаму, затоа што такво нешто може да го консолидира и ова што тој го направи со Дуи. Условно кажано како партија. Консолидација нема со ова што го прават. Напротив, може само да изгубат. Може многу да изгубат. Овакво. Друга една работа која што исто така е работа која што создава таму нервоза е кона што често пати овде како зборуваме Липчо. Али Ахмети е единствениот лик на просторите на поранешна Југославија кој што досега пред меѓународните судови не е одговарал за нарушување на мирот на граѓаните на
една од земјите на поранешна Југославија, за Македонија зборувам. Сите останати беа судски процесирани. Дури овие кои што починаа пред време, ако што се херои за нивните респективни нации, како Али Изетбеговиќ и Фрањо Туџман, и за нив беа отпечатени и објавени обвиненијата кои што во Хаг биле подготвувани. Значи, да се разбереме, истрага се води и за Али Ахмети и за неговата организација. Зошто не е активирана, предпоставам дека тука е некоја геополитика во прашање. Меѓутоа, правото е бавно, правдата е бавна, ма тропнува на врата. Тропнува на врата. Да, мора ова да го констатираме. Понатаму, исто така, интересно е како се развиваат настаните во албанскиот политички блок. Верувајте, нема да биде лесно за Али Ахмети да се додржи, а со него тоне и алијансата на албанците која во последен момент му се приклучи. Тотално неразбирливо е ова. Тотално неразбирливо. Што за мене ќе видиме не знам како имаш како го објаснуваш ти тоа, Љупчова? Нема логично објаснување освен корупција. Ти согласам со инаку да им го честитаме денот на слобода на медиумите, на сите новинари. Новинарите и понатаму се жртви на насилство во светот. Од 2003 до 2022 година се убиени вкупно 1668 новинари во светот. За 20 години. За 19 години 1668 новинари, во просек тоа доаѓа, не е мала бројката, значи 1668 веднаш ќе пресметам, поделено на 19, тоа е по 87 новинари годишно гинат на светот, обидувајќи се да ви информираат. И вас, тука мора да се каже, не е само во војните зони ова. Да. Значи, често новинарите страдаат и како резултат на објавени текстови со кои што се изложува корупција, се изложува криминал и се бориш против форми на организиран криминал, посебно на организиран криминал со политичка поддршка. И сето тоа е случај. Во Македонија државата има друг начин, односно моќниците политички и бизнис моќници злоупотребуваат слудскиот систем за да се пресметуваат со слободата на пишаниот збор. Тоа е работа која што мора да се констатира во Македонија и за која што Љупчо се стекна со поприлично искуство во изминатиот период на страховлада. На СДСМ и ДУИ, нешто што ќе замени добро. Ми дадоа материјал да пишувам книга и ми дадоа многу со ова. Јас сум им благодарен за тоа што ме направија да бидам посилен човек. Тие не ги гледаат така работите. Знаеш, тоа е проблем кај македонските политичари, Ивица. Што? Тие мислат дека во животот се е мокита. Не е така. Значи, не, тоа што ти денес си на функција не те прави ништо. Знаеш. Ниту те прави подобар од другите, ниту те прави попаметен од другите. Сосем спротивно. Те прави тоа да барем, јако би бил во нивна функција, те прави да бидеш да се трудиш колку што е можно повеќе да услужиш, да им служиш. Види, тоа било која моќ, гледаш, и финанска моќ не може да ти направи тебе да завршиш факултет, например. Да. Треба да седнеш да... Добро, види се. Не, он може... И финанска моќ не може да ти направи луѓе ти дадат доверба, те гласаат на избори. Колку богати луѓе се обидува во цел свет, па и во Македонија. Затоа е измислен House of Lords, знаеш. Абе, види, таму тоа е измислено за друга една работа. Тоа е измислено за да може аристократијата да се ги сочува привилегии. Да, ма веќе аристократите се скоро и полека ќе ги снемува од House of Lords. Прашање дали House of Lords ке постои, знаеш, уште не знаеш што да прават со него.
Оваква, еве, ке видиме, вчера имало некоја закана со бомба, гледам околу тоа тамо кронисувањето. Господ знае што е тоа. А иначе за правосудството што рековме, се јави сега и Дейвид Гир. Што вика? Исто, дека под микроскоп го следеле правосудството и дека не се задоволни од тоа што гледаат. Невидено изненадување. А меѓутоа пак ќе кажам, значи без разлика на сите овие предупредувања од Американска амбасада и од Европската унија, судството е наш проблем, не е нивни проблем. Ние треба да си го решиме. Да. Треба да го решиме на начин што ќе даде правда, а не нова некоја политичка чистка и така И натаму. многу сме неинтересен феномен. Сега, например, зборуваме за Европска унија. Ние сме целосно и дури судството не е прилагодено со тоа законодавство, знаеш. Ама кога ќе видиш како се имплементира, е тука е проблемот. Да. Иначе, ние сме немаме некоја разлика. Денес повторно протести на болните со цистична фиброза. Ке протестираат пациентите со Уште не го 12 бавија часот лекот? пред Министерството за финансии. Тие бараат одговор од надлежните институции докаде е набавката на лекот Тривката и со законските Трикафта, да. Да, е добро. И со законските измени за побрз за набавка на лекот. Тоа е тоа. Вчера имаше уште една друга трогателна вест за нас, кои сме здравствено осигурување, тоа е дека плејада на квалитетни лекари си заминаа од клиниката од државната клиника во Систина. Ова е проблем. Ова е проблем, сега, иако нели Ивица ти малку си резигниран кон Ирала и нивната работа, но Не сум резигниран. Немам никаква резигнација кон нив. Само сметам дека добро. Ајде. Имаше не види, тоа е легитимно сега да не ти се допаѓа некој како работи, што обработува, но ова е интересно. Еве ќе цитираме колешката Сашка Цветковска, вели: одливот на кадри во приватното здравство неминовно ќе доведе до колапс на клиниките. Фондот ќе мора да склучува договори со приватните клиники. Пред да помислите дека тоа е прекрасна вест, имајте на ум дека приватните болници работат за профит, за разлика од државните болници. Услугите ќе бидат многу ќе чинат многу повеќе и многу повеќе работи ќе треба да се доплатуваат. Лекувањето ќе биде многу поскапо, а многу услуги кои сме ги добивале бесплатно ќе станат прескапи и недостижни за обичниот човек. Затоа се виновни политичките елити кои го штите и уште го штитат интересот на профитот и мафијата. Со тие луѓе мора да се позанимаваат обвинителствата и судовите еднаш и за секогаш. Некој ќе мора да одговара за раскрчмувањето на државното здравство, штетите по буџетот се огромни и на крајот на денот потрешени се милиони и милиони за едукација на овие доктори кои сега заминуваат во странство или сега она го именува газдата на болницата, ние нема тоа да го направиме, затоа што Орцекамчев е бизнисмен, си работи човек од болници, тоа е тоа сега. Не работа му е нели да прави профит, но тоа што ние губиме како држава е проблем на нашето здравство. Да, види, тук кај беа да пишуваат дека сакаше Заев и Филипче да приватизираат брза помош? Апсолутно. Па сега. И тоа е тема. Сега. Листа на заминати лекари од јавното здравство секојдневно се зголемува инаку Ивица, а последно на списокот го напушти бродот што тони ортопедот Виктор Камнар, кој поранешен директор на Скопската клиника за ортопедија за време на владењето на СДСМ. Тој оди во Аџибаден системна од 5 лекари специјалисти заминале од Скопската детска клиника, значи во исти само во неколку дена размах е ова. Ова е проблем. Голем проблем, не проблемиште, ако можем така да кажем. Меѓутоа, пази се, го жнееш одно што си го посел. Сега,
Не, добро, ја разбирам кој е виновен за ова е виновен. Виновни се оние кои се на власти, кои раководат со болниците, кои ги уништуваат државните болници. Но работа е кој е решението за оваа работа. Решението за оваа работа е власт која што ќе вложува во јавното здравство. Тоа е тоа. Затоа што И која што види, дури и платите не се толку проблем колку што е проблем односот кон јавното здравство. Да е односот кон јавното здравство кој што треба, нема да има вакви работи. Тоа е тоа. Овако, од друга страна и тоа што го пишува Сашко околу плаќање на здравствени услуги, едно друго, фондот си има дефинирани цени, знаеш, нека. Тие дефинирани цени се исти за државни и за приватни болници. Значи тука нема да, но еве сега ќе ви кажам, по приватниве клиники луѓе што имале интервенции, после ти викаат ај контрола за ова, контрола за она, тоа све се доплаќа. Ама види, така е, Знаеш. еве сега ќе кажам еден пример што јас го дознав сега скоро од Шведска. Нели, сигурно светлосни години над нас во однос на здравството. И таму едно семејство, наше семејство, вознемирено затоа што стент вградување, нели, било закажано неколку месеци подоцна. Вие били уплашни се, стент, нели, е врзан со работа на срце, крвни садови и така натаму постар човек. Го однеле во Германија и платиле убава сума за вградување на стентот. Ви во ред, добро. Оди човекот после кај својот лекар во државниот систем во Шведска и кажува што се случило и овој вика, не вика. Затоа што ние не сме го работеле, вика, стентирањето. Во моментов не можеме, вика, да ја работиме ни контролата. Така што морал човеков да се враќа неколку пати во Германија за да може Добро ми се тоа легитимно. На пример, види, во Канада, тотално легитимно, согласен, знаеш. Во Канада доколку не оде, како маш, ако не одите еднаш годишно на преглед на дебелото црево на гастроентеропатолог, вие доколку имате после рак на дебело црево, ќе треба приватно да ја платите. Затоа што ви викаат, извини дечко, ти си неодговорен, не се прегледуваш редовно. А во Германија па е поинакво. Во Германија ако не се прегледуваш редовно, ти креваат што таму има тоа приватното осигурување, ти ја креваат премијата. Ама не види така треба. Знаеш? Значи, разбрав и уште една работа што ме изненади, на пример во неколку земји во Европа веќе се јавните здравствени фондови не плаќаат повреди за сопственици на овие бесниве моторцикли. Добро. Право. Затоа што заклучува дека се проблем. Види, не може државата да ги плаќа вашите хирови. Вашите безлаци. Сега тоа е тоа. Да. Истото важи и за овие со, например, сега. Вие како ако сте машко, еднаш годишно треба да одите на преглед кардиолошки, нели, на интернист. Не се има тука, се знаеш. Еднаш годишно треба да одите на гастроентеропатолошки за дебело црево и еднаш годишно треба да одите на како се вика, на како се викаше за нашко здравје, за простатата. Да, за машко здравје, тоа во Македонија се вика така се. Да. Трите. Вие тие три треба да ги поминете и тоа е тоа. На уролог. Да. Да, значи, тука интернист. И сега, кога ќе ги поминете вие тие три еднаш годишно, имате една слика за вас дека сте окей. И тоа е тоа. Ако вие со години не одите на лекар, не правите рутински прегледи, а очекувате на крај некој да ви плати вас за операција, тоа е сериозен проблем. Исто, она што го гледам како сериозен проблем на системот, е дека фирмите во Македонија се помалку се дисциплинирани во она носење на систематски навработеници. Да, јасно. Тоа е исто сериозен проблем, значи мора на 3 години да си има многу систематски. ме радува што се врати темата поврзана со работничките права. Не ми се допаѓа ова што еден дел од работодавците многу себично одговараат на ова со тие иницијативи за увоз на работници од Непал и од Шри-Ланка, не знам кај ги најдоа. Овако, да, ако мислат дека тие тука ќе им бидат нив робови, и тоа нема да се случи. И тоа нема да се случи. А не само тие ова се помена морски проекти. Овако, знаеш, морски проект како термин значи дека нешто. Абе добро е, сега ти си сиромашен непалец.
И можеш да одиш во Македонија, можеш да идеш у Полска, да речеме. Ти ќе доеш у Македонија, па ќе провериш на Google, бе шефе. Ако да си тргнал од Непал во Европа, ќе провериш кај идеш, не разбираш? Ќе дојдеш во Македонија, ама потоа ќе продолжиш на друга локација. Овако, во секој случај, знаеш како да ти кажам, се на крајот на криштата работното место е врзано и со доктор од Непал и од Шри-Ланка, можат ли да донесат? Не може. Или еве новинар дали може да донесат од таму? Не можат бе. И па се ајде, и оваа работа ќе ја живееме. За време на Југославија можеше, имаше многу лекари, во Кавадарци се уште живеат, имаше од Курдистан, од Сирија лекари кои студираа. Ама тие тука студирале, бе, има разлика се, знаеш. Да, и завршиле тука и продолжија да живеат, си најдоа жени во Македонија, фамилии направија тука. Што е нормално, што е нормално. Да, на татко ми, пошто ние имаме овакво, како се вика, псоријазата ја имаме генетски, дерматологот му беше од Курдистан. Тука на студии, веројатно, од Ирачки Курдистан, или од Сиријски Курдистан, да. Од Сиријски Курдистан се оженил во Кавадарци, си направил фамилија, беше доктор. Да, не имаше од арапскиот свет, палестинци, египетјани, имаше и од Црна Африка, овдека студенти и така натаму. Сега нема, сега у Скопје. Па не, види, ама од друга страна. Сега више нема ни од внатрешноста. Од друга страна го учија јазикот. Но, да речеме, на Штипскиот универзитет, за разлика од Скопскиот, има многу студенти од Турција. Да. Абе, тоа е тоа. А но вие приватни во Скопје има студенти од Турција со ненострифицирани дипломи од оние верски училишта кои ни самата Турција не ги признава дел од нив. Шо учеле средно. Знаеш тоа, тоа е проблем со приватниве во Скопје универзитети. Абе, шо да ти кажам, тоа ми е и таа работа ми се чини прво пазарот е тоа што ја чисти таа работа. Ај се малку да идеме со финанси и Македонија. Добра, мај, да. Иако веќе заврши грејната сезона, владата одлучи да му префрли на АДСМ државна помош од буџетот во висина од 50 милиони евра. Машала. 3 милиарди денари. Одлуката за одобрување на финансиска помош за справување со енергетската криза била одредена на владината седница на 28 април, објави Фактор. Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства во однос од 3 милиарди денари за акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна собственост Скопје. Средствата од член 1 во оваа одлука ќе се обезбедат од буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година. И се зашто им даваат помош кога нема грејење, кога не функционира парното во Скопје? Ајде да видиме се кого ќе го огреат овие пари. Обично таму знаат да простат долгови, да направат се и се што, но Праштаат долгови. Праштаат долгови. Денес мислам дека е доволно. И ја мислам дека е доволно за денеска. Ви се извинуваме, почитувани слушатели, што сме малку преморени и што почнавме подоцна, разберете не? Не, ама треба да го разбереме и Лјупчо, затоа што има во моментов дома многу работа. Ги имам најубавите обврски во моментов, сакам сите да ги имате, што ги немате. Ви посакувам тоа, да уживате малце во тоа, но ќе се средиме. Не е овако, за утре ви најавуваме многу интересен гостин. После оваа емисија Ивица ќе видиме се, знаеш, ќе ги почне преговорите. Освен ако не се случи нешто интересно овако. Ако не се случи па бидеме принудени да одиме со нешто друго, ама не верувам, да ќе видиме. Со потрес, се гледаме утре во истото време, останете со 107,4, уживајте во прекрасната музика. Јас сум Лјупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.